Добар ден, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Напладнен Охрид Ньюс од еден поинаков кадар. Денеска ние сме на гости во филијалата на Стопанска банка АД Скопје, а наш соговорник е директорот Дејан Блажевски. Добар ден. Добар ден. За почеток ви благодарам за тоа што не поканивте и не примивте во вашата канцеларија во новоотворените простории на филијалата. Ви честитаме. На вистина еден модерен изглед, а од друга страна и зачувана автентичност и оригиналност. И јас ви благодарам за тоа што нашата соработка на ова или на она ниво продолжува. Вие сте еден сериозен медиум со кој е чест и задоволство да се соработува. Ова не ликувам, го мислам и секојаш работите кои што мислам и ги кажувам, особено кога сакам да пофалам. После еден определен период Стопанска банка како една од прва и најстара банка на македонскиот пазар, а и членка на NBG групацијата која што има банкарска традиција од 180 години. Слободно можам да кажам дека квалитативноста која што ја поседува во поглед на сервис на банкарските услуги кон граѓаните, нов, последователен, нормален чекор беше да Стопанска банка изгледа поинако. Најважното, сметам дека содржината е најважна, а формата е она што треба да следи, односно флексибилноста на новите предизвици кои што ги носи новото време. Но посебно ми е драго што Стопанска банка се одлучи за еден објект кој што има историска вредност во Охрид, историско да аспект на годините, на колку што постои овој делови на објект кај што сме сместени тука. Практично се работеше на минимални интервенции во поглед на само на функционалноста, но не на менување на изгледот. Задоволен сум од тоа што луѓето кои што го сакаат Охрид, архитектонските здруженија и сите останати го пофалија како момент, како порака дека како може да се зачува и како се сака Охрид, па дури кога станува збор за банка и за функционирање на деловното работење. Јас навистина апелирам да сите останати можеби институции на овој начин покажеме заштита на она што значи урбан, убав и стар Охрид. Да, само да им кажеме на нашите гледачи дека ќе ги презентираме сите поволности, можности и проекти на кои што работи Стопанска банка, поточно филијалата во Охрид, и се разбира ќе разговараме и за други економски теми кои што се актуелни во моментот и не засегаат сите. Но веќе најавивме новите простории, еве од каде идејата, веќе споменавте дека сте тим кој што сака промени и се стреми кон подобри времиња, да кажеме. Како функционирате сега во овие нови простории со вашиот тим? Пред да се донесе одлука, нормално дека тоа беше предмет на сеопфатна анализа од соодветните менаџери и менаџерски нивоа, како и сектори кои што работат на едно истражување. Функционалноста нормално беше првото и најважното, услугата кон клиентите и задоволството на клиентите да не трпат. Трета работа, направивме едно окрупнување во Охрид. Од две филијали направивме една фузија на двете филијали во една филијала, како би се зголемил и интелектуалниот капацитет и квантитативно капацитетот на совработени, овозможувајќи да пружиме подобри услуги и подобар простор за она што денес веќе добива примат, а тоа не е само производот како банкарски услуги или банкарски производи кои што ги пласирате на пазарот. Стопанска банка одамна става акцент на советодавната функција на клиентот, која е од круцијално значење при носењето на одлуките, затоа што никогаш не сме банкарскиот сектор да се сведе на чисто, условно кажам, голо продавање на производи, туку тоа треба да бидат производи кои што граѓаните, односно би ги избрале тие производи кои што би биле од најголем добробит за нив, зашто би платиле можеби најмала цена, а би добиле најквалитетен производ. Советодавната улога во сето тоа е една од клучните работи и нешто што е светски тренд и никогаш Стопанска банка не заустанувала позади тоа што се диктира како тренд во светот. Да, со каков тим располагате и кои функции им се достапни на граѓаните од Охрид и регионот? Стопанска банка е позната како банка со неголема мрежа на филијали. Она што јас милувам да го кажам, тоа е крвотокот на централата и крвотокот на банката.
одлуките донесени на највисоко ниво во менеджментот треба да се имплементираат преку филијалите. Генерално ингеренциите на филијалите на Стопанска банка се во сите сегменти. Како банка која што има постојано раст на кредитирањето на граѓаните и е лидер со некаде од 8% годишно. Стопанска банка преку филијалите соработува со корпоративните клиенти, кои што од 2019 година на вистина имаме за 50% изголемување на кредитното портфолио, изголемување на учеството на пазарот кај корпоративните клиенти. Во исти момент од страна на риск менеджментот сме стабилна, сериозна, одговорна банка со многу мал процент на нефункционални пласмани. Тимот, јас имав среќа, јас сум веќе 4-та година менеджер во Стопанска банка во Охрид, во филијалата во Охрид. Имав среќа на вистина да начекам еден квалитетен тим на луѓе, професионалци. Нема да претерам ако кажам, станува збор за луѓе, средовечни луѓе, кои уште може многу да даваат, а имат по 20 годишно искуство. Имајќи предвид дека работиме кредитирање на мали компании, корпоративно кредитирање, имаме правен сектор кој што има свој представник тука како правник. Целата таа симбиоза на тоа искуство, квалитет, широка лепеза и како што го кажав првото, каде што веќе се наметнува секој ден се поголема е конкурентноста во кредитирање на население, нормално од аспект на дисперзирање на ризикот. Тука сме лидери, не само што сме лидери, ја задржуваме таа позиција, а тоа може да се продуцира само со одлични меѓучовечки односи и професионалци, односно луѓе кои што си ги знаат своите работи. И кога почнав да работам во Стопанска банка, без оглед на позицијата, кажав дека го преферирам лидерството визави крутиот менеджмент, а таква релација постои, во целата банка на сите нивоа, што е еден клучен момент за да се постигнат такви резултати. Нескромно, филијалата во Охрид веќе 3-та година со ред има раст кој што е досега незабележан. Тоа е благодарение пред се на тимот и сметам дека имаме уште предизвици. Ова беа тешки, специфични години, ковид пандемија, политичка криза, војниот конфликт Русија и Украина, сите овие други неповолни економски параметри од аспект на инфлација, она што се најавува со проблемите во еврозоната, поготово како Македонија земја прилично зависна од Европската унија, така да мислам дека ќе ги не само што мислам, туку убеден сум дека ќе ги пребородиме, ако не ќе поминеме на најмалце безболен начин. Така, Стопанска банка во моментов има неколку промотивни кампањи, но една можеби е многу застапена и кај вашата банка и кај останатите, тоа е штедењето. Дали граѓаните, конкретно од нашиот регион, имаат здрава навика за штедење и знаат да штедат? Граѓаните, штедењето како кај населението има добра историја. И таквата варијанта на штедењето на домакинствата беше со нормални амплитуди низ годиниве, но како еден од важните столбови. Промените на цените во штедните влогови, неизвестностите, односно претходната декада која што се карактеризираше со ниски каматни, исклучително ниски каматни стапки на кредитите и со исклучително ниска стапка на инфлацијата, предизвика и не толкава атрактивност во поглед на каматните стапки на депозитите. Затоа што сега како што растат каматните стапки на кредитите, така ќе растат и каматните стапки на депозитите. Меѓутоа, не е само цената круцијалниот момент за штедење. Навиката за штедење значи се има, треба да биде подобро подкрепена со подобри каматни стапки, но одлуката каде ќе се штеди е најважна. Уште треба да се работи на моментот штедење, трошење, паметиме ние, најчесто мораме да ги симплифицираме работите, сепак зборуваме за локална проблематика, тоа важи и за, мислам и за генерално на ниво на државата, а тоа е дека луѓето штедењето го доживува многу често и како штедење за црни денови. Напротив, штедењето и трошењето се многу блиски категории од аспект на се поврзани една со друга. Значи, може да се троши, може определен дел да се штеди и определен дел кој што се штеди да се нарече оптимистички дека тоа се
Сега кога ни е добро, за воиднина повторно да ни биде добро. Значи може да штедиме и за патување. Не мора да штедиме за тоа познатата флоскула за црни денови. Не мора да се програмираме на тој начин. Да, некако сега почна да се спомнува штедењето, откако дојде економската криза после корона пандемијата. Затоа и ова може би и првото прашање од по-конкретно банкарскиот сектор кој што ви го поставив. Дали требаше да ни се случи една економска криза за да се подигне свеста за штедењето кај граѓаните? Не се согласувам. Претходно беше разбудена свеста, меѓутоа немаше толкова медиумска забележеност или можеби заради некоја си нормално водење на целата таа политика не беше ставено како примат. Денес монетарната политика мора да презема мерки. Јас сепак сметам дека треба да се преземаат ограничени мерки. Еден од инструментите на монетарна политика е и зголемувањето на каматните ставки, како на кредитите, со цел да се заозди инфлацијата, ефекти кои што ги очекуваме, многу очекувам да се нивната механизам и трансмисија да биде во првата половина на 2023 година. Слично како со медиумите, кога ќе се стават на тапет теми кои што се актуелни, можеби понекогаш изгледат и поактуелни отколку што се. Ова е нешто процеси на кои што се работи доволно долго време. Да, сега некако поактуализирано е. Дефинитивно. Да, кој ваш производ ќе го препорачате на граѓаните за штедење во вашата банка? Имаме одличен производ во моментов кој што е како промоција. Она што јас го правам, тоа и го кажувам, ова е моја пракса, не мора да значи дека е правилно. Сметам дека штедењето во денари, односно предноста на денарот за 2 или до 2,5% визави еврото е одлично и согласно роковите, не сакам сега да го користам како маркетинг момент, добивате една од најдобрите понуди на пазарот во овој момент по која што сме и предпознатливи. Како таква, да не беше ова вонредна промоција на штедни влогови ваква, јас го сакам штедниот план, каде што можеш постепено да го зголемуваш депозитот и каде што можеш практично да функционираш согласно твоите тековни, согласно твојата финансиска кондиција. Така. Дали може да направиме ретроспектива за 2022, никаде сме пред крајот на оваа година и да ги кажеме очекувањата за банкарскиот сектор за 2023 година која што ни доаѓа? 2022 година беше одлична година од аспект на резултатите кои што ги оствари, сумирано до 9 месец Стопанска банка АД Скопје. Ви кажав, забележавме пораст и кај кредитирањето на населението, веќе имаме добар пораст и кај штедните влогови. Корпоративното кредитирање исто имаше еден пораст, има пораст од досега од 14%. Сакам да кажам дека беше успешна година, некако како да се обидовме после сериозната малтене депресија на ковид кризата, кои што не беа така лоши години тие за банкарскиот сектор, и за жива среќон доволно праќаше пари во бизнисот и во реалниот сектор, онамот каде што треба да се isproducира и растот на економијата. Ова се сериозни предизвици. Некои од овие генерации прв пат живееме пандемиска криза. Војната Русија-Украина е повторно нов предизвик за кој што секоја анализа може да падне во вода. Имаше за еврозоната дека ќе оди во рецесија летниот период, меѓутоа тоа не се случи. Народната банка како механизам и во светот се преземаат сите тие пракси. И јас сум за дека треба и нашата централна банка без радикални резови, банките исто така без радикални резови во поглед на нагло зголемување на каматните ставки на кредитите, постепена имплементација со цел прилагодување и на бизнис секторот и на граѓаните, затоа што ќе разговараме понатаму што значат можеби повисоките каматни ставки за банките, не секогаш нешто посебно добро, исклучително во вакви ситуации. Да, баш тоа ми е следното прашање. Изминатиот период евидентен е растот на каматните ставки. Од што зависи истиот? Очекувате ли да има зголемување и понатаму? Да, очекувам дека ќе има зголемување. На дневна база врвниот менеджмент во Скопје заложен за проблематика ги следи
настаните, случувањата во светот, тоа го прават, убеден сум, и од Централната банка, немам никаков сомнеж, и сметам дека, како што кажав, тие механизми на трансмисија за намалување на инфлацијата не може да дадат веднаш ефекти преку само каматната стапка. Тоа е тој момент кога треба да се остави каматната стапка, да не само каматната стапка, туку да се вклучат и други инструменти во поглед на решавање на оваа проблематика. Сега е тест буџетот, издржливоста на државата, покачената цена на енергенсите, покачената цена на основните продукти. Ова обкружување во овој момент воопшто не е лесно за работа. Но нема да кажеме дека 2023 година ќе биде катастрофална, ќе биде тешка. Ова се моje мислење и мои предвидувања врз основа на референции. Знаете, опасна е шпекулативноста. Многу лоши вести или многу добри вести на граѓаните ги насочуваат во многу погрешни работи. Можеби треба да се почека време за некои посериозни инвестиции, можеби треба да се даде предност на прагмата, на рационалноста, но никако на скептичноста во сценаријата. И затоа кога ќе кажат високи каматни стапки, понекогаш за банката и за банките, комерцијалните банки, тие високи каматни стапки може да се сериозен проблем. По самите по дефиниција не значат заработка само. Тоа може многу како граѓани и комитенти да доведе во непријатна позиција, во неповолна позиција и на крај да не речем да завршат како нефункционални пласмани. Не секогаш, затоа инсистирам да се луѓето да се информираат од извори кои што имаат референции, да се обидат да веруваат во институциите на системот, да се користи позитивната пракса од она што го применуваат светските корпорации, светските финансиски институции, светските влади и да се надеваме дека, иако според мене не е на повидок, дека ќе ја пребродиме 2023 година и место, како што кажав, катастрофална ќе ја наречеме тешка и ќе успееме да испливаме заедно сите од сето ова. Да, клиентите се повеќе бараат флексибилност од банките во кои што ги депонираат своите средства, односно да имаат можност да ги повлечат средствата во било кое време на едноставен начин, и исто така и да отворат депозит онлайн. Сега можеме ли да кажеме дека вашата банка има понуди на депозити кои ќе ги задоволат потребите на овие клиенти? Да, веќе во 2000 Стопанска банка тековно работи на дигитализација на сите процеси како и на бизнес моделот. И јас немам никаков сомнеж дека сме во чекор со сите трендови што се случуваат. И затоа ќе се навратаме на она со каматните стапки. Ајде да зборуваме дека флексибилност е она што ќе не направи да преживееме. Само флексибилни институции, флексибилни луѓе, флексибилна политика, без предрасуди и суети, може да продуцираат да имаме раст. Со тоа сакам да кажам дека кога ќе погледнеш дека граѓаните може својот депозит да го направат онлайн, Стопанска банка, мерејќи го тоа, свати во 2022 почна со тој проект и не крајот, туку во текот на 2023 година ќе се овозможи таа услуга за определен сегмент на клиенти од Стопанска банка. И уште плюс, тука морам да ги споменам, онлайн апликациите, се работи веќе се работи на онлайн исплата на кредити и подновувањето на мрежата, што би било интересно и за локалното население. Имаме нови 150 апарати за подновување на АТМ мрежата со банкомати кои што ќе имаат уште понапреднати услуги и кои што навистина ќе значат олеснување при извршувањето на трансакциите. Да, некаде сме на крај на разговорот. Само би сакала да ве прашам и дали ги следиме светските трендови. Какви се светските трендови во банкарството и дали тие се применуваат во нашата држава? Кажавте многу новитети и многу голема модернизација, но еве, ова нека биде последно прашање, дали ги следиме светските трендови? Ги следиме светските трендови, одговорно го тврдам тоа. Ние практично припаѓаме на една групација која што навистина функционира по светски трендови, како NBG групацијата, која што доминантен собственик, и морам да кажам дека секогаш преферирам и она што го споделуваме како менаџери на сите нивоа, дека подобро е да имаш зрела почва за кој да било
за кој да било новина или иновација, отколку само да се избрза во иновативноста. Банкарските трансакции се сериозна работа. Стопанска банка става пред се најголем акцент на безбедноста на трансакциите. Знаете, некогаш лесно е на пазарот да се промовираш со иновација, но таа иновација треба да значи пред се заштита на средствата на клиентите. И тоа не е секогаш ризикот и иновациите треба да се измерат од аспект на безбедноста на парите на граѓаните. Затоа што понекогаш некои иновации им треба време да се докажат. И затоа верувам дека луѓето пред се треба многу да размислат на кого, како ја даваат довербата, поготово постоечки веќе се на пазарот со толку многу варијанти на штедење, варијанти на заработка и други производи кои што не влегуваат во сегментите на банкарското работење. Така, ви благодарам многу за сите овие информации и за разговорот и што дојдовме овде кај вас во новите простори. Ќе се видиме повторно во следна прилика со нови позитивни информации, се разбира да ги споделиме со нашите гледачи и ваши клиенти. Ви посакувам многу успех во новата година. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што не следевте. Ве оставам во добро здравје. Довидување.